Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. На почеток, најавата за содржините во вечерашното издание. Може ли Бугарија и Грција од попречувачи да станат забрзувачи на евроатлантската интеграција на Македонија? Во 360 степени гостува новиот шеф на дипломатијата Никола Димитров. Цела чета старешини, разузнавачи, војници на армијата и вработени во одбрана биле дел од насилните протести на 27 април. Што бара во собранието, тоест противно на законот. Вие не можете да чекате тука, например, дали ќе се произведат судски органи или не. Значи, превентивно и во тоа мора да се делува. Но не само што нема санкции за нив, туку дел добиле и наградно школување или учество во странска мисија. Војник, активистка во шарена револуција, доби отказ од Арама. Желката побрза од отворањето на граничниот премин Лојан Емиратовац. Činjenica šta tad veći presim mu hopan. Nekam će žalim tim pohod. Нема решение ни за децата од Блаце кои секојдневно поминуваат граница за да одат на училиште во Косово. Ne duhet me mbaruar një shkollë tu te Bart. Se lodhemi për çdo ditë na kamp shkojna këtu. Отворивме 170.000 нови работни места, од кои што околу 30.000 се во странските компании. Таа бројка може да се види дека веќе надминува околу 15.000 работни места. Околу 30.000 се во странските компании. Околу 15.000 работни места. 30.000 се 15.000. 30.000. Саботажа. Бидете со нас, почнуваме по кратка пауза. Гледате 360 степени, најавивме, наш гостин вечерва е новоизбраниот министер за надворешни работи Никола Димитров. Добро вечер, добре дојдовте. Добре ве најдов. Од првата седница на новата влада, директно во студиото на 360 степени, имавте шанса прв пат да седите во салата за седници на владата. Како го доживувате интериерот, внатрешноста на новото здание? Сте имале шанса таму да влегувате и во старата зграда? Па, одвај се препознава внатрешноста, прилично е темно. Има помалку прозори, се сеќаваме сите на стариот изглед, кој што во свое време бил, нели, пред времето. Ние сега, децении подоцна, се вративме назад во времето со овие решенија. Јас не се разбирам од се и архитектурата не е, нели, моја професија, така што би оставил тоа експерти да коментираат. Меѓутоа, во смисла на политичка и демократска символика, знаеме што се прави во темница. Мислам дека ќе предпочитав зградата да беше многу светла, да не изгледаше раскошно, бидејќи Морам да ви кажам, колумнистот Сашо Кокаланов вели престанете кичот да го нарекувате раскош. Бидејќи вие рековте се ги изгледа раскошно. Јас би се согласил, бидејќи во крајна линија, нели, сите ние таму сме во улога на слуги на нацијата. Така што нашата задача е да го направиме пораскошен животот на граѓаните, а не да седиме во убави фотели и да гледаме околу, нели, бели зидови, злата, црвени килими и така натаму. Не, мислам дека Македонија во овој век, 2017, многу повеќе ќе личеше нешто многу отворено, можеби еколошко, многу позелено, со ширум отворени прозори. И тој луксус ништо не значи. Што можеме да донесеме како резултат значи. Јас ја разбирам таа логика дека символите се важни за достоинството и така натаму. Но какви символи? Но какви символи? Кон што тоа упатува? Добро. Доволно за почеток. Ќе разговараме, се разбира, вечера пред се за надворешно-политичките приоритети на државата и на новата влада, но малку подоцна во емисијата. Благодарам што сте со нас, ќе останете во ова студија, ние ќе продолжиме со другите најавени содржини. На неколку точки на северната граница на Македонија кон Косово и кон Србија, мештаните со години бараат решенија за да можат полесно и побрзо да ја преминуваат граничната линија, но резултатите или се бавни или воопшто ги нема.
Една проблематична одредница е ветувањето за премин кај Лојане и Миратовац на македонско-српската граница, но тој никако да биде отворен. И покрај тоа што Македонија и Косово од 2013 година подпишаа договор за отворање на граничниот премин Белановце-Станчич, кој треба да ги поврзе Куманово и Гнилане, патот за преминот се гради цели 4 години. Останува нерешен и проблемот на децата од селото Блаце, општина Чучер-Сандево, кои секојдневно мораат да поминуваат граница за да одат на училиште во Косово. А основното и средното образование се задолжителни според Уставот на Република Македонија. Хекуран Акифи ја донесува приказната за проблемите на жителите на северната гранична линија. Një ditë e re në bar të Vllacës. Lagje kjo e cila ndodhet vetëm disa minuta larg nga kryeqyteti. Papunësia, mos pajisja e banorëve me shtetësi, por mbi të gjitha, mungesa e një shkolle për fëmijët janë problemet për të cilat banorët një kohë të gjatë kërkojnë zgjidhje, por nuk e gjejnë. Po vështirësia e parë është shkolla. Në zonat që na mundon me kohë. Veni është dhënë, është personi që ka dhënë privat për zemrës vetë, për shpirtit vetë ka dhënë venin me kohë. Më thonë është problemi komuna, a kupton, e vazhgit këtë punë, edhe nuk ka bënë kur një farë hapi përpara ndaj mahallës bardha, a kupton, që sa viti që si kryetar komune. Mungesa e shkollës në Bardh është problemi kryesor i fëmijëve, të cilët çdo ditë ecin me kilometra të tëra në shtet tjetër për t'u pajisur me dituri. Cëlla klasë jeti? E treta. Po e ki shkollën të lëre? Këtu në Lësan. A lodhë është të shku në shkollë? Po, ne duhet me maruar një shkollë të të Bardh, se lodhemi për çdo ditë në kamp shkojna këtu. A pe keni probleme shku çdo ditë shumë shkollë? Nuk e kena problem, pak është larg. Larg, a? Po. Ndonjëherë shkojna me kerr, pastaj ndonjëherë shkojna në këmbë. A lodhë në dush në shkollë shumë zonë? Po, temperatura shumë e lartë e diellit, 40 gradë, ne djersite me lodhe me shumë. Bisedojna me shukë, bëjna muhabet për shkollën, që do të me nicë të Bardh. Edhe pse në Maqedoni, arsimi fillor është obligativ dhe se transporti i nxënësve është i siguruar me mjete nga buxheti i shtetit, një gjë e tillë nuk vlen edhe për nxënësit e lagjes Bardh të fshatit Vllacë, të cilët në pamundësi për të shkolluar në vendin e tyre, duhet të përshkojnë këtë rrugë për të vjuar mësimet në shtetin fqinj, gjejtësisht në Kosovë. Problemet dhe hallet për banorët dhe nxënësit e Bardhit nuk përfundojnë këtu. Shumica e tyre, edhe pse jetojnë në territorin e Maqedonisë, me dekada të tëra nuk kanë shtetësi. 25 shtëpi jemi këtu, ne mundem me thonë janë 10 shtëpi, 15 shtëpi janë pa në shtetësi. Unë që 26 vetëm i martuar. Allah, shënjemi nuk ka në shtetësi. Kam apliku, ku kom shku mi kam shi dokumentat këtë, nuk ekziston, ne postove çojek. Edhe pse në dy anë të ndryshme, me probleme pothuajse të njëjta, përballen edhe banorët të cilët jetojnë në rajonin e komunës së Likovës në kufi me Kosovën. Rruga Belanoc-Stančić, që lidh dy vendet, është në përfundim e sipër. Një patroll e policisë së Kosovës po qëndron në vendin ku edhe është parapar të vendoset pika kufitare. Ata nuk po lejojnë qarkullimin e veturave në drejtim të Kosovës, edhe pse numri i qytetarëve nga të dy anët që kishin ardhur në këtë pikë ishte i madh. Edhe banorët e Lojanit, rajon Kynd në komunën e Likovës, më shumë se 25 vjet, po kërkojnë hapjen e kalimit kufitar që lidh Maqedoninë me Serbinë. Kufi ky që ka funksionuar në ish Jugosllavi. Pinate 4 kemi kalua më nëzesë, që ati policia ka nejtë se këta tonë për të nëvu barak, e te baraka, edhe sërbë dikur e pronën bashkë kufin që atje një.
had hij paar snel is in een perroek. Ja, en toen maakte ik mijn mond met daar in zees. Maar ik had geen risico, ik had geen. Politie koffietar. Hoe was het? Ndërkohë një histori të njëjtë me fëmijët e Vllacës, por në periudhë kohore më të largët, ka pasur edhe mësuesi tashmë i pensionuar nga fshati Llojan, Vajidi Ljazi. Ka banuar në Llojan, është shkolluar në Miratoc. Po ne jemi unë për shembull jam generata e dytë. Se 8 vjeçara ishte e hapur një 2-3 vjet para se më hap në Llojan. Edhe kemi kryer 8 vjeçar, na gjë jo vetëm që kemi kryer 8 vjeçarën, por kemi themeluar edhe shoqëri me ta edhe tash normale se një nostalgji unë për ato. Ato njerëz që kemi bashkë jetuar, kemi jetuar bashkë, kemi lozë. Mësuesi Vajid kujton me nostalgji edhe për ditët kur një pjesë e madhe e banorëve të Llojanit dhe Vaksincës udhëtonin drejt Preshevës për të furnizuar me prodhime ushqimore. Ditëve të shtunë është bë pazarin në Preshev, autobusi nuk i ka zonë njerëzit sa ngarkake për i këto, për me bë tregti në Preshev. Kanë qenë gjanat ma afër si qyteti nuk ka qenë shumë i zgjeruar, edhe ma shpeti kemi kry punë, edhe jo vetëm ajo me bë tregti, po mu taku me njerëz që i kje përhuji. Vinarat të reja ma nuk na përfillin as ne si përfillin, se njëri sa të largohet ftohet për një punë. Edhe ato kanë kaluar në harres. Aja është për me të arë keq, po, shama. Arat që më parë banorët e fshatit Llojan i kishin punuar, nga të cilat kishin siguruar ekzistencën e familjeve të tyre, tani më shumë se 25 vjet janë shndruar në shkretëtir. Banorët nuk ndjehen të sigurt që të dalin të punojnë arat e tyre. Prej kur është ndalë kufini, kanë metë edhe tokët për punu arat, si që për shifni edhe djerina kanë metën, krejt janë 2-3 fshatarë që i punojnë që atë jevnesht, tjetra krejt ka metë prej këtu deri në Tabanovc, kjo pjesë për skajt kufinit, është pa punu. Për shkak të sigurisë, normal. Për shkak të sigurisë. Kemi qenë të pengum me shkute tokat e tona. Premtimet e shumta për hapjen e këtij vendkalimi, banorët e Llojanit kanë dëgjuar shumë herë. Zgjidhja e këtij problemi shumë dekadash është duke u realizuar me hapa të breshkës. Ka nisur, por ende nuk e ka arritur cakun. Hapja e kufinit mos i ka ekzistuar me shekuj më para. Është domosdoshme me hup, domethënë me ngjall, edhe me kthy na komunikimin e përparshëm. Po, edhe ajo është një ringjallje e popullatës, edhe e Jurnë, edhe Miratovcit, edhe e Vaksincës. Do thotë janë këto gjëra shumë pozitive, edhe ne që 27-8 vjet që presim mu hapën. Me kanë thonë njerëzit se do të hapët, edhe ato kanë shku këtë në kalesë. Unë kam qenë për gjallën tim në bëhat. Pika kufitare Llojan Miratoc është e mbyllur prej më shumë se 20 vite. Banorët e kësaj ane tash duhet të udhtojnë më shumë se 50 kilometra për të vizituar të afërmit e tyre që ndodhen matan kufirit. За сега нема видливи резултати од вклучувањето на обвинителството за организиран криминал во истрагата за насилството во собранието, иако тој потек се толкува како сигнал дека истражните органи имаат индиции за можен организиран упад во парламентот. Деталното прегледување на снимките пак открива дека не само припадници на полицијата и на МВР, туку и на армијата и на Министерството за одбрана критичната ноќ влегле во парламентот. Иако станува збор за поголема група, доскорешниот министер Зоран Њолевски не отворил дисциплинска постапка против ниеден од нив. Напротив, некои од учесниците во протестите на 27 април добиле дошколување во странство или учество во воена мисија, што би можело да се толкува како награда за нив. Петар Клинчарски. Заклетвата е свет чин, особено воената. Се образувате на морална, етичка и професионална одговорност, на чување и заштита на животот, мирот и сигурноста на граѓаните. Но што се случи со чуварите на 27 април? Дали во ваква критична, неизвестна и тензична атмосфера во собранието, припадници со високи чинови во армијата, но и во Министерството за одбрана,
смееја да бидат дел од насилните демонстрации. Се работи за подполковниците Андреј и Ненад Т, кои се и професори на Војната академија. Антонио К е вработен со решение во Војната служба за безбедност и разузнавање. Потоа, Јовица Б е професионален војник во баталјонот за врски. Во собраниската сала овековечени се и државните службенички во Министерството за одбрана, Виолета Т, како и Билјана Е, од секторот за комуникација и оперативна поддршка, со претходна работна позиција представник на Министерството за одбрана во НАТО мисијата во Брисел. Освен нив, како што тврдат извори од Министерството за 360 степени, на црниот четврток биле присутни и припадници на војната полиција и други воени и цивилни лица кои се во служба на АРМ. Присуството во собранието на припадници на разни институции, пред се армијата, Министерството за внатрешни работи, потоа Агенцијата за разузнавање, значи укажува уште поголем степен на индиција дека сето ова е организирано од самите институции, односно лицата кои ги раководат таквите институции. Дури денеска се случува да присуството на таквите лица се оправдува кон изготвување на фиктивни материјали дека биле пратени на тоа место за одредена намена. За прашањето на одговорноста и дали чуварите на државната безбедност смеат да бидат дел од така наречената патриотска одбрана на државата, разговаравме со поранешни високи чиновници во Генералштабот на армијата. Еден од професорите на Војната академија се нашол во собранието. Можам да разберам дека еуфоријата може да ве понесе, ама тоа пак не е карактеристично за професионалец. Тоа е карактеристично за некој друг. Посебно кога се работи за човек кој учествува во образовниот процес на идните старешини. Имате старешини со високи чинови во Генералштабот кои исто така биле во собранието. Свесни за законските одредби, тие носат државни обележја. Меѓутоа што бара во собранието, тоа е спротивно на законот. Не го оправдувам нивното однесување, немам разбирање за тоа дека ги понела масата и еуфоријата. Тоа е тотално, значи, кршење на еден контекст, значи, припадници на безбедностни сили да учествуваат во некои толпи. И секако, јас не знам дали се, не се, секако треба да се преземат некои санкции против тие, значи, кои учествувале во тие, да кажем, во тие на 27 во собранието или на некои други места. Уопште не само собранието. Местото на припадниците на армијата се знае каде е. Значи, не може да биде во некои случувања каде што не едноставно нешто се коси со општите правила на постоење на тој припадник на во чиј состав се наоѓа, значи тој припадник на некоја вооружена единица. Законите за служба и за одбрана недвосмислено посочуваат дека соучесништво во кривично дело и постапки надвор од службата кои се косат со угледот на армијата, без разлика дали персоналот е во униформа или не, представува дисциплински престап и повреда на војната дисциплина. Ако тој настан прерасне во нешто друго, каде што има насилие, каде што има повредени луѓе, каде што влегувате во институција, каде што е забранет влез на граѓаните, освен тогаш кога е планирано, кога се употребува сила, кога се загрозува здравјето и животите на луѓето. Во тој случај, не само во согласност со одредбите од Законот за служба, туку и со кривичниот закон, носителите на такви појави мора да одговараат. Вие не можете да чекате тука, например, дали ќе се произведат судски органи или не. Значи, превентивно и во тоа мора да се делува. Но наместо санкции, дел од припадниците на АРМ кои учествуваа во насилствата се наградени. Само една недела по инцидентите, некои од нив се избрани за школување, обука или стручно усовршување са потребите на Министерството и на армијата, со амин на екс-министерот Зоран Јолевски. Професорот Ненад Т е испратен на школување во Црнагора, додека Јовица Б е на мисија во Авганистан. Не е нормална појава кога би раководел на раководно место да бидам предпоставен на тие лица без обзира по никаква наредба, додека не се расветли случајот
не би презел некои мерки да тоа лице се испреќа дали во мисии, да тоа лице се праќа на школување, додека не се разреши потполно не биде јасна таа ситуација. Праксата покажува дека Министерството за одбрана има двојни аршини кон своите вработени, кога се работи за учество на протести. Лани, Јасмина Дурик после 13 години доби прекоманда во кујна во касарната во Кичево, со образложение неопходна потреба од персонал за подоцна да добие отказ. Позадината на ваквиот однос, според Јасмина, е нејзиното присуство на протестите на шарената револуција. Сметам дека не е праведно тоа што им се случи на мене и на моите колеги, кои што тогаш беа прераспределени за учество во шарена револуција, која што беше еден граѓански протест, а при тоа во ниедно решение не беше наведено дека заради учество во било во какви протести ние сме прекомандувани било каде. Тврдев лани дека одредени високи структури во Министерството се ставени на високи позиции и дека се партиски одбележани. Јас тоа го знаев како тогаш навработена таму. Оваа година се докаже дека баш тие луѓе, кои што јас се сомневав дека се партиски припадници, дека се појавија во собрание. Многу аспекти од инцидентите на 27 април се разобличија пред очите на јавноста. Останува уште одговорноста, но неа во рамки на институцијата, засега ја нема. Поранешниот министер за одбрана Зоран Јолевски случајот му го препушти на основното јавно обвинителство, но и го остави во наследство на новоназначената министерка Радмила Шекеринска. Знаете, веќе гостин во емисијата е новиот министер за надворешни работи Никола Димитров. Разговорот со него ќе го продолжиме по уште една кратка пауза. Има ли врска меѓу нивото на меѓународна поддршка за Македонија во процесот зимето и стагнацијата, па дури и назадувањето во одредени сегменти кои се витални за секоја демократија? Апсолутно има и тоа функционира во двете насоки. Што ние треба да направиме за да ја отежниме блокадата на Атина, односно на тие политички сили таму кои што се за таа блокада? Ако имаме проблеми на прашање на слобода на медиуми, на прашање на владење на правото, на селективност на правда, на одвоеност на држава и политика, блокадата ќе биде поедноставна и нема да има притисок од другите земји членки за нешто да се направи. Зборувате за одвојување на партијата од државата, нешто што е проблем нотиран во извештаите на меѓународните организации уште од 2011-та. Зошто токму сега ваква ваша иницијатива? Јас за мене немам никаква организација, ја говорам како човек што си ја сака земјата и сака да почне еден процес на будење, ако сакате и револуција на совеста кај сите. И ако јас можам да чувствам одговорност што излегов и си ја напуштив професијата, после 18 години и не си живеам во татковината, се надевам дека сите можеме да чувствуваме одговорност. Бидејќи ова нема да го реши еден човек или тројца или пет. Од едната страна е да обидеме да ќариме нешто во овој момент. Јас немам никакви претензии за златен престол. Дури мислам дека ние сите мора да обезбедиме веќе во Македонија да нема златни или престоли офарбани златно. Нека има столчиња, меѓутоа мора институциите да ги зацврстиме. Ова се дел од првите јавни настапи на Никола Димитров по напуштањето на дипломатската служба во МНР, првиот од ноември 2014-та, вториот од март 2015-та, по првата серија така наречени бомби објавени од опозицијата. Слушнавте во една од нив. Никола Димитров вели, јас немам никакви претензии за златен престол, дури мислам дека сите мора да обезбедиме веќе да нема во Македонија златни престоли или престоли офарбени во злато. Нека има столчиња, но мора институциите да ги зацврснеме.
Не знам дали е најсоодветен контекст, но еве ајде овој дел да го почнеме со овие критики кои што деновиве ви ги упатуваат, истигнуваат на ваша адреса, дека сте човек за сите гарнитури на власт, при тоа споменувајќи дека сте биле заменик министер во владата на Љупчо Ѓоргиевски, па советник и амбасадор во времето на Борис Трајковски, кој што кохабитираше со владата на СДСМ и ДУИ, на Црвенковски Бучковски, а потоа и амбасадор во времето на Никола Груевски. Во меѓувреме преговарач за името под, условно кажано, две влади, специјален представник во Брисел за Европската Унија и за НАТО. Има, ова повеќе кажува за пристапот или призмата на критикувачите, отколку за мојата работа. Сите позиции имаат еден содржател, а тоа е државниот интерес или Република Македонија. Кај нас има една тенденција на кланско гледање, или јас, ако сакав да бидам погруп, ќе кажев, тоа е логиката на лета магарето. Значи, ако следите човек, или ако следите интерес личен или на групата, тогаш ова многу тешко може да се разбере. Меѓутоа, ако го следите државниот интерес, честно, пред својата совест, бидејќи таа е највисокиот судија и моментот на гледање во гледало, кога се разбуди човек, тогаш треба да се гледа што сум работил, што сум постигнал и дали сум излегал, не сум излегал, кога сум почувствувал одговорност. Јас, како многу млад заменик, имав голема борба околу Тајван. Мислам дека работев да се вратиме на Кина. Тврдев дека јавно, со неколку интервјуа во тогашен Фокус и така натаму, дека тоа ќе има тешки и негативни последици врз позицијата на Република Македонија, да си имаме караница со една таква земја членка на Советот за безбедност, што, впрочем, се покажа. Кина го блокираше Умпредеп на границата со Косово и така натаму. Тезата е дека сте застапувале принципи, дека во моментот кога сте почувствувале одговорност и несогласување со тоа што го прави политичката структура на власт, дека сте се повлекле. Второто исто така. Нели, кога се виде дека Македонија оди во лоша насока, кога се виде дека да се следи Македонија и да се следи владата на Груевски се две различни работи, или треба да се влијае тоа да се поправи, или ако нема влијание, човек треба принципијално да се тргне. Критиките за ова последна фаза сте дека влеговте во сето ова со намера за реформа внатре во ВМРО, а дека сега завршувате како министер на предлог на СДСМ. ВМРО беше првата линија на одбраната. И многу ќе беше здраво за таа партија да се справи сама во услови кога сите видовме огромни злоупотреби, прво чувме, а дели и гледавме. Бидејќи ВМРО не се справи со таа злоупотреба и ден денес се мачи, линијата на одбрана падна на граѓаните на избори. И тоа беше обидот прво таму да се упати порака, кога таа порака не најде на слух, се разбира, јас во целиот мој ангажмент се активирав да си одбраниме земјата. И оваа влада за мене не е ова ја нарекуваме реформска, јас понекогаш ја нарекувам европска, меѓутоа во основа ова е влада што мора да ја спаси државата. Бидејќи државата на 27 април беше сосем на работи. Имате некакви идеолошки проблеми со некои постулати, главни идеолошки на оваа влада? Речеме во делот на економијата првично може да се препознават некакви левичарски решенија. Ви имате некаков проблем околу тоа, иако нема да работите во тој дел конкретно? Јас би сакал, немам никаков проблем и мислам дека ние немаме луксус, се надевам дека кога ќе ги дигнеме институциите и кога ќе отвориме Македонија како вистинска демократија, еден ден, се надевам на следните парламентарни избори, ќе има мегдан на надпревар на идеи од овој тип. Сега мислам дека имаме политичка сила што треба да ја зачува и да ја гради државата и политичка сила
која што не калкулира многу со државниот интерес и спремна е да ја жртвува, и тоа го видовме за жал многу пластично на 27 април. Изминатиот викенд бевте во прва посета како шеф на македонската дипломатија, заедно со председателот Иванов бевте дел од самитот, кој што е дел од процесот Брдо Бриони. Имавте шанса таму да се сретнете со неколкумина ваши колеги од регионов. Ве видовме на фотографија и со германскиот председател Штајнмајер. Рековте, сакате првично да ја пренесувате пораката дека Македонија има ново лице. Како поминува таа порака? Па таа порака е очигледна. Има неверојатна позитивна еуфорија, дури би рекол, без да претерам, и голем ентузијазам околу новата Македонија. Ова траеше многу долго, ги загриживме големите центри, што ќе се случува. Ние имавме практично мака мирен трансфер на власта да обезбедиме. Тоа се влечеше и месеци и дојдовме во ситуација на кошмарниот 27, кога видовме што значи тоа што комисијата го нарекува заробена држава. Кога полицијата не застанува на страната на уставот и на државата, туку дозволува, па дури според некои наводи учествува во напад врз храмот на демократијата во земјата. Ние со оваа приказна сме многу интересни дури и глобално, без разлика колку сме големи или не сме големи, бидејќи демократијата, особено либералната демократија, има определени предизвици насекаде и пошироко од Балканот, па дури и пошироко од Европа. Ние на некој начин бевме малку пред време во овој тренд и успеавме да си ја вратиме демократијата, не чека голема планина пред нас, меѓутоа на добар пат сме. Второ, успеавме на Балканот да се обединиме, да ги преминеме етничките граници и да се обединиме на вредност, што јас ја нарекувам жет за правда. Тоа ретко се случува на Балканот, каде политичарите главно користат жртвувањето, славната историја, национализмот и така натаму, и на тие сентименти на страв ја градат својата политичка база. Ние успеавме дури и да ја вратиме надежта кај граѓаните дека политичарите можат нешто и да направат. И затоа одговорноста сега е огромна. Ја спомнав таа фотографија со германскиот председател Штајнмајер, тој во својство на шеф на дипломатијата, позиција на која што беше пред да стане шеф на германската држава, даваше неколку пати многу јасни, многу директни изјави за демократската стагнација па и регрес во Македонија. Имавте шанса за нешто посуштински да разговарате со Штајнмајер или сепак тоа беше куртоазна средба? Не беше прво беше многу краток разговор, на нога беше, меѓутоа беше многу суштински. Меѓу другите поенти овие што сега ги кажав, ги пренесов и на некој начин, согледувајќи ги состојбите лично во регионот, во другите држави и така, ние сме дури и надеж за регионот. Бидејќи, гледајќи каде може да се падне ако само декларативно се залагате за членство во ЕУ, во НАТО и реформи, ние сега за самите нас не треба независно судство, нас не треба независен јавен обвинител, нас не требаат силни институции, силна антикорупцијска комисија и затоа што тоа нам не треба, ние сега сме шанса дури и за процесот на проширување да покажат дека тој процес може да трансформира општества и држави. И мислам дека ќе бидеме, ако продолжиме по овој курс, а убеден сум дека ќе продолжиме, ние ќе бидеме една светла точка што се надевам малку и регионот ќе го зарази со Димитров, вистина е дека имало искричења на релација Вучич-Иванов од една страна, Нишани Тачи од друга страна? Вие бевте на таа пленарна сесија на шефовите на делегации? Јас бев, немав право на збор, тоа беше округла маса на шефовите на државите. Правилата се дека не може да се цитира и да се даваат јавни искази надвор, така што не би одел таму. Имаше дел од изјавите кои што одеа во оваа насока. Можам да кажам дека одговорот на германскиот председател Штајнмајер беше треба многу брзо да го посетите Берлин и ова е шанса, ние треба вас да ве поддржиме. Јас ќе му се јавам на мојот наследник Зигмар, министар за надворешни сега и така натаму. Тоа беше едно
корисноста, да речеме, тој краток разговор. Меѓутоа, поддршка добивме и од домаќините, Словенија и Хрватска. Франција имаше еден специјален представник за регионот, кој што исто така многу се заинтересира да разбере зошто тврдам дека е ова ново лице на Македонија. Така што имаше околу нас, како да кажам, една позитивна вибрација. Го знаете ли веќе возниот ред за следните патувања во странство? Рековте дека сакате првата билатерална посета да биде на Атина. Дали имате конкретни активности во таа насока веќе? Да, поканите се, ние се чувме со колегата Коцијас, имавме еден краток, но интересен разговор, има отворена покана, има неколку датуми, очекувам овие денови да се прецизираат точно термините. Најверојатно ќе следи пред таа, бидејќи ова беше регионална посета, ова сега, најверојатно ќе следи една посета на Брисел, за да на некој начин се презентираме каква е оваа Македонија на која што сега ќе работиме. И после тоа сакам да одам во Атина, бидејќи таму имаме најголем проблем во однос на блокадата за нашето придвижување и кон ЕУ и кон НАТО. Колку е можно навистина брзо придвижување во интеграциите и во Европската Унија и во НАТО? Факт е дека се подгрева една таква атмосфера и при тоа мислам на ситуација во која што тоа придвижување би се случило под привременото име, поранешна Југословенска република Македонија. Се разбира, тоа не би подразбирало паркирање на прашањето на името на заборавен паркинг, туку некаков поттик на новите власти во Македонија, може би со брзо членство во НАТО под привременото име, шанса за почеток на преговори во ЕУ и евентуално решавање на прашањето за името во рана фаза на пристапните преговори со ЕУ по формулата на Штефан Филе. Многу тези нафрлив, па пробајте сега, снајдете се во ова. Па мислам дека главната поента е ова што нас не се случи, ова агонија, што траеше многу долго, веројатно предолго, е на некој начин предусловено со заклучените врати што ги имавме. Тоа во никој случај нас не оправдува што сосем се изгубивме. Го изгубивме и моралниот и реалниот компас, каде одиме и што сакаме со нашата Македонија. Меѓутоа, факт е дека тој контекст создаде услови за таква работа. Прашање е каква Македонија ќе имавме денес, да успеевме, да речеме, да добиеме покана за членство во НАТО на самитот во Букурешт 2008 година. Тоа мислам дека силно го разбра и овие организации, и Европската Унија и НАТО алијансата. Исто така има за нас една домашна лекција дека чукањето на тие врати не се прави преку чукање во гради на плаштадот во Скопје или било каде во Македонија, туку се прави со сериозна посветеност на реформите и со создавање пријателства кај другите кои што гледаат, меѓутоа и со убедување на Грција дека и за самата Грција е веројатно, и јас сум убеден дека е тоа така, сигурно има многу политички сили во Грција кои што сакаат да имаат една стабилна, нормална, демократска држава. И точно како ќе биде, прво не е благодарно сосем да најавувам, второ не ни можам да најавувам пред да одам, ќе видиме каква ќе биде таа средба и така натаму. Мислам дека е време и таму да има еден процес на сериозна анализа во однос на нивното позиционирање кон Република Македонија. И јас ќе се обидам тој процес да го поттикнам. Јас немам некои комплекси, во мојата семена историја е испреплетена на некој начин и историјата на Балканот, пред се во однос на Грција и Република Македонија, и немам некои стереотипи. Убеден сум дека грчкото наследство на некој начин е важно за филозофијата, за правото, за целата западна цивилизација, и тоа сакам јавно да го порачам таму. Меѓутоа исто така сум убеден дека ќе најдам на разбирање за нашата нација и за интересите на нашата нација, и ако со таков отворен пристапиме на овие, им придеме на овие проблеми, тоа се надевам дека ќе даде резултат. Овие очекувања во нашата јавност, јас би бил внимателен. Не е тоа, има
факт е дека нас вратите се отвараат во смисла на нови шанси. Меѓутоа, исто така, крајот на тој процес не е сосем извесен. Ке ни треба многу работа, ке ни требаат многу пријатели и ке ни треба и работа дома. Зашто посилен, зашто посериозна таа шанса ја направиме на крајот? Да, има и други елементи во оваа равенка за која што сега разговараме, но за неа по уште една пауза. Благодарам. За сега ве поканувам да бидете на Алсат, наш гостин е шефот на дипломатијата Никола Димитров. Со новиот министер за надворешни работи Никола Димитров зборуваме за шансите за брзо исчекорување во интеграциите во Европската унија и НАТО. Димитров вели би сакал да биде внимателен околу оваа атмосфера на големи очекувања кои што се креираат во Република Македонија. Рекол Димитров, покрај Грција, важно и прашањето со Бугарија и таа се испостави за фактор кој што го има својот збор, бидејќи е членка и на Европската унија и на НАТО. Барањето на Бугарија е подпишување на договор за добрососедство и пријателство. Таму се одржаа серија средби на работните групи, веројатно има и некаков напредок околу таа спогодба која што очекуваат бугарите да ја подпишеме со нив. Што реално може да се очекува на тој план? И дали евентуалното затворање на тоа прашање со Бугарија ќе ги олесни и односите со Грција? Софија најверојатно ќе биде втората моја билатерална посета, бидејќи таму исто има работа и таму имаме предизвик. Мислам дека, иако е неблагодарно да се категоризираат, мислам дека овде многу ќе помогне ако успееме да воспоставиме блиски односи и доверба. И едни со други да се убедиме дека односот на взаемна почит многу далеко ќе не однесе. Јас негде пред 2 години во изјава за бугарски медиум изјавив, без да имам оваа капа, не знам дали би ја изјавил таа изјава сега, дека практично е антиисториски Бугарија да биде на некој начин втора Грција во случајот на Република Македонија. Иако јас се обидувам и сум убеден дека ќе можеме тоа да го направиме, можеби не веднаш, меѓутоа така ќе заврши дека и Грција ќе биде вистина пријател на Република Македонија. Има еден текст, има неколку верзии, има неколку формулации кои што допрва треба да се погледнат, меѓутоа сето тоа почнува со една заедничка волја да ги мрднеме работите. Бугарија ќе биде председавач со Европскиот совет од 1 јануари идната година. Дали во тој контекст, во тие 6 месеца може евентуално да се бара и таргетот за евентуален датум за почеток на преговорите со Европската унија? Па јас не би исклучил, мислам дека е неблагодарно да зборуваме за рокови, ние премногу чекаме, тоа е факт, нас не треба сега потпик. Јас сум убеден дека Европа гледа во ова шанса, конечно Македонија сака нешто да прави и е спремна да работи дома, спремна е да подава рака, тоа ќе се препознае. Дали ќе успееме тоа да извлечеме нешто конкретно, јас ќе дадам се од себе тоа да го направам. И исто мислам дека затварањето на прашањето со Бугарија ќе ни помогне многу. Ние не можеме да работиме на големата цел ако имаме една серија на отворени, незатворени прашања, нели? И повеќе фронтови на некој начин, условно, иако не се баш фронтови. Ќе си ги изградиме мостовите, ќе работиме на добри односи со Србија. Јас кажав, овој регион или ќе паѓа заедно, или ќе оди напред заедно. Нас не ни одговара ниту една држава да има проблеми и убеден сум дека на ниту една држава во регионот не ја одговара Македонија да си има собствени проблеми или да оди назад. Ја споменавте Србија, таа денуве се спомнува повеќе во контекст на руското влијание или барем обиди за влијание во регионов. Се појавија серија истражувања текстови што во домашни, што во меѓународни медиуми со една теза дека Русија можеби цела деценија се обидувала да ја оттргне Македонија од Западот. Како гледате вие на односите што новата влада треба да ги има со Русија?
Мислам дека нема дилеми и околу тоа, за разлика од многу прашања, ние имаме многу мал број на прашања за кои што има во огромен дел на сите политички фактори речиси консензус. Тоа е членството во Европската Унија и тоа е членството во НАТО алијансата. Тоа е присутно во речиси во сите програми на сите парламентарни партии, па и повеќето од тие што не успеа да влезат во собранието на Република Македонија. И во таа смисла, тргнувајќи од суверенитетот, од самостојноста, тоа е наше легитимно право и ние тој пат го одбравме многу рано, по самата независност, по референдумот на 8 септември. Тоа не го одбравме затоа што се мислиме во имиња или дали ќе тргнеме кој исток или кој запад, тоа го одбравме затоа што веруваме дека посреќно и по-просперитетно ќе живеат граѓаните ако живееме во општество каде што владае правото и каде што има демократија. Такви општества се тие сојузи. И обично, таму каде што владае правото, има и поразвиена економија. Видејќи бизнисот сака средени односи, сака правда и така натаму. Тоа не значи дека ние треба да бидеме непријател со било кого. Секогаш ќе бидеме отворени, ќе бидеме практични и прагматични и ќе наоѓаме начини како да ги подобруваме односите со сите други сили. Се разбира, вклучувајќи ги руските пријатели. Меѓутоа не е многу пријатно кога во една многу тешка криза, кога ние се разбудивме како граѓанство, слушајќи очигледната злоупотреба преку така наречените бомби или снимените разговори, кога Москва, за жал, сосем отворено се стави на страна на режимот. За мене, како граѓани на Република Македонија, тоа беше навреда, бидејќи не ни треба нас некој друг. Што кажува тоа за нас како народ, ако ние самите не застаневме на нозе, со исправена глава и да кажеме ова не може, вака не може, зар треба некој од страна да дојде да не организира. И во таа смисла, со таа забелешка, јас со целосно расширени раце ќе работам на подобрување на односите со Руската Федерација. И само уште едно прашање имам во ова ваше прво интервју, во ова емисија по именувањето за министар. Дали посетата и присуството на самите во рамките на процесот Брдо Бриони е ветувачки во однос на кохабитацијата со председателот Иванов? Имате споделени надлежности владата и шефот на државата во делот на надворешната политика. Сакале, не сакале, ќе треба да соработувате. Ние имавме интересно патување, имавме и доста заеднички средби. Заедно патувавте? Заедно патувавме во ист комерцијален лет, така се погоди. Ама имавме и јас имав посебна програма со министрите за надворешни работи. Председателот Иванов имаше посебна со шефовите. Што шефот на државата не го користи државниот авион, знаете? Па не знам што беше баш. Може би бевме, не знам точно што беше причината. Меѓутоа, поважното, од една страна политиката е секогаш уметност на можното. И се додека го држиме правецот во исправна насока, секогаш е можна и кохабитација, и компромиси, и така натаму. Мислам дека Македонија во една исклучително важна, дури би рекол и историска ситуација. Ние, светот е не сосем јасен во смисла на рамките и постулатите што со децении сме ги сметале за дадени. Самиот регион шините се разлабавени, шините за иднината на нашиот регион. Ние сме многу ослабени, институциите ни се ранети. Кој лежи, кој почнува полека да се исправува, меѓутоа ние сме малку како мало дете оставено на силен ветер во една ситуација каде не сите ни се пријатели. Или барем има сили што сакаат да ни здуваат наваму или натаму. Одговорноста е огромна и има силен интерес во контекст на кохабитацијата да се најде заеднички јазик кој што во основа ќе се базира на државниот интерес. И јас ќе давам се од себе тој однос да оди во тој правец. Ќе биде многу лошо ако тука нема соработка. Ако некогаш
На Македонија и требале добри амбасадори, може би исто и почетоците на меѓународното признавање. Сега ни требаат многу добри амбасадори, кои што ќе работат, како што сега Министерството за надворешни работи ќе работи за Република Македонија, и амбасадите сите мора да работат за Република Македонија. Добро, благодарам што вечер бевте дел од 360 благодарам на поканата. Степени очекувањата од новата влада се големи, ќе имаме шанса во следните месеци, па и години, ајде да видиме дали е нешто од ова за што вечер разборуваме на вистина ќе се реализира. Благодарам уште еднаш. Ве поканувам да останете уште малку со нас и да одгледаме и саботажата на Сречко Половски. Знаењето и мудроста на големите умови кои го зедоа паметот на јавноста и представени како врвни експерти кои располагаат со несомнен квалитет беа канети да ги толкуваат уставот и законите. Изгледа завршува во моментот кога без да ја примат дневната доза од Центарот за лаги, осудени на солистички настап, ќе го покажат гигантскиот аналфабетизам и тоа на само неколку дена пред да биде озаконето тоа што за нив е невозможна мисија. Преку ноќ не се укинува екстер. Значи, екстерно сега, а тие ветија сега ќе го укинат, не можат. Тоа е доказ дека они не го познават системот, во случајот образовниот систем, не ги познават законите и како ходат тие работи, и мене токму тоа ме плаши. Заев се прави главен шизик во држава. Значи, се работи тотално несериозност, непознавање на работите. Тоа е она што јас го зборувам, таму нема стручњаци кои да му кажат на Заев и што да зборува. Нема таму стручници. Бук да чува. А како да има кога вистинските стручни кадри се негувани во специфични услови, чувани како ретки животинки во резерватот Јасен, подготвени за борба, но само ако покрај себе имаат ист сој, а не противник кој може да им ги побие сите фиктивни аргументи и да ги извади од колосек, пошто бараат да се внимава на нивното реноме на заштитени ѕверки. Јас како универзитетски професор, ако не престанат со вакви типови на провокации, ќе престанам да комуницирам на овој начин и да ќе ви кажав и во воведот на емисијата, потчекувам дебата со колега мој на исто ниво, а не со измислен граѓански активист. Проблемите се таложат, ама не затоа што постојат измислени граѓански активисти, туку од измислени податоци кои не кореспондираат дури ниту кога ги соопштуваат. Лица за кои се смета дека имаат договор да се разликуваат во нијанси, а не дури и до 50% со бројките кои се предмет на нивната лицитација. Отворивме 170.000 нови работни места, од кои што околу 30.000 се во странските компании. Ало, во кој филм живеете сите, бе? Само во зоните во моментов имаме околу 6100 до 6200 некои други компании кои функционират и надвор од зоните. Таа бројка може да се види дека веќе надминува околу 15.000 работни места. Околу 30.000 се во странските компании. Околу 15.000 работни места. 30.000 се 15.000. 30.000. Бук да чува. Се отвараат и поранешните функционери кои наместо кога траеше пропагандата да ја описмена трајата, сега постмортем укажуваат дека и пензионерите биле предмет на манипулација, затоа што во најголем дел покачувањата што ги имаат добиено не биле резултат на врвните економски политики на кабинетот на Груевски, туку законска обврска, и тоа според ДАК донесен, ама не од ВМРО ДПМН, туку од СДСМ. По закон стои дека секои 6 месеци треба да се усогласат со стапката на инфлација и порастот на платите во стопанството. Мирање на институции. Сега некогаш тоа јавноста не до крај го разбираше и владата можеше да претендира на политички поени дека ги зголема пензиите и покрај тоа што беше мислена поранешната законска обврска. Бук да чува. Оттаму и не треба да зачудува кога се признава дека е природно тоа што секојдневно ќе се појавуваат нови сведоштва за шарените лаги со кои се бојасуваше вистината за едно владење. Едноставно се што се прави лошо и зло, без причина, без докази, еден ден се враќа. Тоа е тоа, таков е живот. И на крајот, животот е таков, но само за оние кои цврсто газат на земја. Значи, вие имате проблем. Во член 69 нема проблем, имате проблем. Мене да ми бидете професор. Не значи, сакам, не затоа ве прашав. Вселена сум за вас, колега, извинете, ама. Ако таа е вселена, Сава според Фрчковски уште одамна е у космосу,
тогаш катедрата по конституционално право е симулатор за летање во облаци, а не школа за закони и за устав. Уставот е тоалетна хартија, како не разбирате? Мајко, Буг да чува. Гледавте 360 степени. Благодарам што бевте со нас. Ке се видиме в петок од 22:30. Пријатно.